Особено ме радува што денешната техничка работилница се организира токму во Прилеп, општина која изминатите 15 години инвестираше и ќе инвестира и во наредниот период во системот на водоснабдувањето, одведувањето и пречистувањето на отпадните води. Во текот на претходната година се заврши изградбата на пречистителната станица во Прилеп, со што се заокружи системот кој ќе овозможи враќање на водата назад кон животната средина во форма исто како што е од низиниот извор. Општина Прилеп во следниот период активно ќе инвестира средства не само во градот, туку и во руралните средини со цел подобрување на условите на живење на граѓаните и од овие населени места. Токму поради тоа, интензивно инвестираме и во урбанизација на просторот на цела територија на општина Прилеп. Иако како општина имаме најголема територија во државата, за година дена од прилика ќе имаме урбанистички решенија на просторот на повеќе од 60% од територијата на општина Прилеп. Ако се земе во предвид дека општината поседува собствен географско-информатички систем, поточно јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, благодарение на генералниот директор Емил Јаневски, го поседуваме овој систем, сите овие наши напори, а и напорите на сите јавни предпријатија од нашиот град, ќе придонесат кон правилно планирање на развојот на инфраструктурата во функција на задоволување на потребите на граѓаните преку грижа на животната средина. Денес, општина Прилеп е место каде што се создадени услови за одржлив развој во можности за придонес кон развојот на циркуларната економија, органското земјоделие и развојот на рекреативен и активен туризам. На крајот, би сакал да се заблагодарам на сите учесници, представниците на државите учеснички во проектот на нивното учество на оваа експертска работилница. Имајќи го предвид вашите искуства и знаење, сигурен сум дека ќе имаме плодна дискусија, која секој ќе даде голем придонес во давањето на уште подобра и поквалитетна услуга на граѓаните. На тој начин, сите ние заедно можеме да придонесеме за зачувување и заштита на животната средина, особено во грижата за рационално користење и управување на овој непроценлив ресурс, водата, која што, како што сите знаеме, не е неограничена, но е важен, витален за животот. With this project, the public communal enterprise, Water Supply and Sewage Prilep, will have a new, different experience, which itself will bring an opportunity for the new and larger project that will present us like a modern enterprise with European standards. Let me once again express my gratitude to the given opportunity and confidence. Thank you. До сега, значи, од носењето на законот за утврдување на цени на водни услуги 2016 година е завршен процесот да решение, т.е. донесување на цени, тарифи за сите водни услуги за сите јавни комунални предпријатија во Република Македонија. Моментално сме во процес на собирање заедно со консултантите кои што се вклучени преку АТКОМ во овој процес на податоците, извештаите за 2018 година на првата група јавни комунални предпријатија, кои што податоци согласно тоа што ќе го добиеме и согласно анализите кои што ќе ги направиме, ќе ни дадат елементи, заклучоци кај што треба да се поправа во јавните комунални предпријатија во Република Северна Македонија.